Четврток, 22 часот, време за во центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи ви имате право да знаете вистината. Во вторникот почна судењето за аферата Рекет. Ние вече правиме интервју со човекот кој ги објавите ексклузивни снимки за Рекет, господинот Ларис Гајзер, новинар од Словенија или новинар од Италија, човек кој се бави со геополитика. 50 минути интервју со господинот Гајзер. За мене, почитувани гледачи, се три работи клучни поврзани со аферата Рекет. Поради аферата Рекет, Зоран Заев и неговата влада требаше да паднат од власт. Поради аферата Рекет и се што предходеше на бомбите и работењето на СЈО, мафијата требаше да заврши во затвор. И како трето, политичките партии и политичарите кои бранеа мафијата или ја бранат мафијата да не заврши во затвор, треба да завршат во политичка пенсија. Кој е Ларис Гајзер? Ларис Гајзер е... Може, слободно. Не. Да, слободно. Ларис Гајзер е пач човек из Ptuja, ki je rojen iz družine avstrijske, iz družine, ki je delno polska. Moja prababica je Sihrovski. Jaz sem se rodil v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji in na koncu emigriral tudi v Italiji, kjer sem študiral, kjer sem začel delati in danes sem profesor mednarodnih odnosov v Ameriki, v Evropi in tudi sodelujem z raznoraznimi časopisi. На 6 септември го напиша следниот пост на мојот фан пејдж. Дечки, жал ми е, јас не сакам да ја бранам мафијата. Толку да го браневте името, како што сега ја браните мафијата, ние се уште ќе бевме Република Македонија. Тоа го мислев и на 6 септември, тоа го мислам и денес. Ако ние ја потрошевме енергијата со кои одредени новинари, одредени политички партии, одредени политички чинители и субјекти ја бранеа мафијата во одбрана на името, ние се уште ќе се викавме Република Македонија. И тоа е лајт мотивот на оваа емисија и на наредните една или две емисии кои ќе бидат посветени на Рекет. Не велам наредната недела, туку во наредниот период, бидејќи се закажени околу 40 рочишта посветени на аферата Рекет. Толку енергија колку што посветивме на аферата Рекет и одбрана на мафијата, да посветивме на одбрана на името, ние се уште ќе се нарекувавме или ќе се викавме Република Македонија. За малку ќе соборевте македонската влада и многу ме невела тоа малку зашто не ја соборивте македонската влада е неспособноста на ВМРО ДПМН. Ако ВМРО ДПМН беше приближно способен колку што е Ларис Гајзер, македонската влада веќе ќе беше падната. Yes, probably. Let's say there are two problems. When I started this story, I was convinced that we can finish quite soon with all the proofs. Of course, when you start a story, you never know where you're going and how the end will be. And I agree with you. It would be better to finish with all the proofs immediately. 2012 година Ларис Гајзер доаѓа на чело на паневропското движење во Република Словенија. На таа функција го заменува или ја заменува легендата на словенската политика господин Франци Бучар. 2012 година во одредени неразјаснити околности Франци Бучар е сменет од таа функција и на таа функција е донесен господинот Гајзер. Тогаш почнува шпекулациите дека господинот Гајзер е член на Опус Деј. Бидејќи нема логично објаснување, бидејќи е сменет Бучар кој не сака да замени таа функција, а е легенда на политиката во Република Словенија, лично со исклучително влијание врз политичките процеси во Република Словенија, значи тој е сменет и на негово место доаѓа господинот Гајзер. Тогаш почнуваат сите тие шпекулации дека тој е член на Опус Деј и со помош на Опус Деј всушност ја прави својата политичка кариера. Ларис Гајзер, 2012 година имате интервју во Словенечко дело, каде што демантирате дека сте член на Опус Деј. Тоа е 2012 година, пред 7 години. Вите, јас немам потреба да демантирам дека сум член на Опус Деј. Вие имате потреба да демантирате дека сте член на Опус Деј. Тоа е најмокната организација во рамки на католичката црква. Дали Ларис Гајзер е член на Опус Деј? Absolutely not. Еве го тој текст кој го цитирам во интервјуто со господинот Гајзер, кој објавен 2012 година во Љубљанско дело, кај што тој демантира: не сум член на Опус Деј. Значи некаде 2012 година во највлијателниот словенечки или словенски дневен лист, тоа е дело од Љубљана, господинот Гајзер демантира дека не е член на Опус Деј. Зошто некој би демантирал дека не е член на Опус Деј? И зошто некој би бил спомнуван дека е член на Опус Деј? Таа вистина ја знае господинот Гајзер. Всушност господинот Гајзер е еден од трите словенци кои се шпекулира или чии имиња се ставени на тапет во Љубљана и во Словенија дека се можни членови на Опус Деј. Гајзер е еден од нив. Вториот по мок или по тираж или по влијание дневен лист во Словенија, тоа е Дневник од Љубљана, исто така
објавува текст на тема кои се можни членови на Опус Деј од Словенија, односно Лјубљана. Тој текст е објавен 2014 година, се спомнати 3 имиња. Едно од тие 3 имиња е името на господинот Гајзер. Второто име е името на поранешниот гувернер на Народна банка на Словенија, тој е господинот Франци Архар. За нас во Република Македонија господинот Архар е интересен и е многу важен и многу значаен, бидејќи помогна во штампањето на првите денари на Република Македонија каде 1991 година. Нашите денари беа штампани во Словенија и преку пристаништето Копар беа доставени до пристаништето во Драч, а подосна со конвој од Драч во Албанија беа донесени во Република Македонија. И третото име е на господинот Мирко Крашовец, тој е некој член на таа Мариборска начкофија. Тие се трите имиња кои се спомнува дека се можни членови на Опус Деј. Едно од 3 имиња е името на господинот Гајзер. Меѓутоа, целата ваша кариера е поврзана со католичката црква. Вие предавате на приватниот католички факултет во Милано. Значи, све што имате направено е поврзано со таа католичка црква. Може би да демантирате, меѓутоа постојат мноштво на опашки кои укажуваат дека може би сте член на Опус Деј. No, absolutely not. I think that everything can be absolutely checked. I never been member of any organization as Opus Dei it is. Например, и папата Иван Павле II Yes, but I ги рехабилитираше или ги верифицираше, а вела дека бил и симпатизер на Опус Деј. Ги има у Хрватска, веројатно ги има у Словенија. I'm not telling you that Opus Dei is bad or Opus Dei is good. I'm just telling you that I'm not a member of Opus Dei. The only membership that I have in all my life in this moment is that I am the president, I am affiliated, I am member of the presidency of the Pan-European International Union. That's the only affiliation that I have. Concerning my career, concerning that I'm of course working for a few universities that are Catholic universities, well, I hope that this is just a sign of quality. Евиден текст од 28 април 2014 година. Исто така посвета на господинот Гајзер. Значи, ова не го пишувам јас, почитувани гледачи, ова го пишуваат словеничките колеги и објавено во медиумите во Словенија, односно медиумите во Лјубљана. Во тој текст има фотографија на господинот Гајзер со господинот Јанес Јанша, снимена во периодот кога господинот Јанша е премиер на владата во Република Словенија. Во текстот пишува дека за да дојде на функција, господинот Гајзер е спремен да ги продаде и родената мајка и родениот татко. Односно, дека човекот кој му се опикувал на Јанша за да ја добија функцијата министер за надворешни работи, на крајот кога не ја добива таа функција, почнува процес на рушење на Јанес Јанша. Тоа е господинот Гајзер, Ларис Гајзер, кој е клучниот играч во објавувањето на тие ексклузивни снимки посветени на аферата Рекет во италијанскиот вестник Ла Верита. Аферата со Рекет ја објавувате во Ла Верита. Тој е вестник кој кога ќе прочитате во италијанските и во другите медиуми, се гледа дека нема јасно дефинирана собственичка структура или има непозната собственичка структура. Многу тешко може да се определи која е собственичката структура или кои се акционерите на Ла Верита. И вие таму пишувате. Yes, of course. I'm very much happy to be member of La Verità since the very beginning, from the very first day. La Verità is called and is written also under the title is an independent newspaper. Но тоа не значи дека не треба се знае кои се собствениците на But it's La very simple. Everything is public in the Italian archives. You will find that the owners of the newspaper are the journalist and the director. И еве малку информации за вестникот Ла Верита, кој пред 3 месеци беше исклучително популарен во Република Македонија, бидејќи таму би објавени тие ексклузивни снимки посветени на аферата Рекет. Вестникот Ла Верита е формиран 2016 година. Тој е вестник кој е близок на поранешниот министер за внатрешни работи господинот Матео Салвини. Основачкиот влог на тој вестник се проценува помеѓу 2 и 3 милиони евра. Не се знае од каде потекнуваат тие средства, од каде потекнуваат тие пари, затоа постојат мноштво шпекулации кои се вистинските собственици на тој вестник. Дали се тоа руски олигарси, дали се тоа унгарски олигарси, дали се тоа италијански олигарси блиски на господинот Салвини. Главен уредник на тој вестник е господинот Маурицио Бел Петро. Тој е исклучително контраверзен новинар, неколку пати е осудуван за тешки клевети. 2009 година, например, е осуден за тешки клевети во пакет со Роберто Сандало, внимавајте, кој е поранешен член на паравоена организација Прима Линеа. Тоа е таа десничарска антисоро структура, која има за функција да формира своја десничарска соросова структура, која треба на власт во сите земји да замени таа левичарска соросова структура. Тоа е суштината на делувањето на Ла Верита. Тоа е суштината на тоа пледоје или на таа рамка во која на меѓународна сцена се движеше или се реализираше аферата Рекет. Вие сте блиски до Салвини. Дали е можно финансирањето на Ла Верита
да е договор помеѓу Салвини и помеѓу Орбан? Absolutely not. И дали е можно да сте дел на таа маđarска групација која купува и финансира медиуми широм Балканскиот полуостров? Дали можеби тамо можеме да го најдеме одговорот зашто не е позната собственичката структура на Лаверита? Once again, the ownership of the La Verità is absolutely clear and legally controlled by the Italian government and the Italian institutions. It is in the hand of the journalist, of the director, and all the financial support of the La Verità is absolutely clear and open to everybody, because we are the most successful newspaper in Italy in this moment, and only selling in the kiosk our numbers every day, we can sustain and we can support our work for the next months. 100%. We have no financial problems, and absolutely we are not some financed or supported by any political side, because we are independent. 2012 година, како што потенцирав, почитувани гледачи, Ларис Гајзер го менува Франци Бучар и доаѓа на чело на тоа словенско паневропско движење. Не само што го менува Бучар, туку таа 2012 година тој ги воспоставува првичните контакти со луѓе од ВМРО ДПМН во рамки на таа паневропска конференција или паневропско движење. Таа 2012 година се воспоставени првите контакти со ВМРО ДПМН и на крајот 2019 година експлодират тие конекции со ВМРО ДПМН во отварањето на аферата Рекет. Ларис Гајзер требаше да биде Дарко Панчев или тој центарфор кој таа афера Рекет требаше да објави во странските медиуми. Тој е познат модел. Се објавува во Италија, а подоцна го преземат македонските портали или македонските медиуми под контрола на ВМРО ДПМН. Дали тоа ќе биде објавено во Лаверита во Италија, дали ќе биде објавено во ТВ Нова во Словенија. Тој е еден исти центар, почитувани гледачи. Ларис Гајзер е дел на тој центар, е дел на тоа сценарио, е дел на таа десна Сорос групација. Таа десна Сорос групација требаше да биде формирана во Италија. Седиштето требаше да биде во Милано, во последен момент се предомислуваат и ја формираат во Велика Британија и седиштето е во Лондон. Таа е финансирана деломно од Италија, деломно од Словенија и во најголем дел од Будимпешта или од луѓе блиски на Виктор Орбан. Ова фотографија ви е позната. No, I don't know what is that. Ова фотографија е позната, може да видите нашите гледачи. Од овде се финансира една групација која треба да биде десничарски одговор на тоа што го прави Сорос. И дека таа групација опфаќа и Лаверита, и медиуми во Македонија, и медиуми во Хрватска, и медиуми во Словенија, и медиуми во Романија, и медиуми во Словачка, па и дури и медиуми во Бугарија. И тоа треба да биде пандан или одговор на тоа што го прави Сорос. И вие всушност делувате како одредена поврзана групација. Вие ги објавувате во Лаверита и подоцна се пренесуваат од 24 вести во Лјубљана или Словенија, се пренесуваат од македонски медиуми. Затоа велам дека како на дело да е одредена групација, десничарска групација која треба да го замени Сорос. I like your conspiracy theory so much. It's quite nice for Да, a movie. ако немате одговор, No, првиот I have- одговор I have- е дека е конспирација. Absolutely Видите, no, I have the answer. First of all, I don't know what is the Сега- picture. The second point is сега- no. Now it's my time. Сега сте како луѓето на Сорос, кога тие немате No. одговор. Првото обвинување ви е дека Believe, you сте can- теории you на can- конспирација. Yes, of Сега course. ви истото го правите. No, absolutely not. Because first of all, I have no clue what this picture is. The second thing is that I can guarantee absolutely that what we are doing last, I think, 5 or 4 years as La Verità is so independent because we push it down a Renzi government. We push it down the last Russiagate conspiracy. We are discovering in Macedonia what is going on. It's just the job, very good, well done job of our journalists. I don't want to offend them, telling them that they are part of a great conspiracy, financial, but I don't know which Добро, sources. господине Гезер. Од кај ги добивате снимките? Ако ви ќе говориме за теории на конспирации, Okay. ќе разговараме и за теории на конспирации. Well- Дали снимките ги добивате во Токио бар по Будимпешта? Well, it's absolutely not. I have never been in Budapest in the last years. I have done a very good Уште job. еднаш ве прашувам. Дали снимките ги добивате во Токио бар во центарот на Будимпешта? No, Не. no. Ајде да анализираме кој може да ви ги даде тие снимки. Тие снимки се снимени кај Орце Камче. Станува збор за аферата Рекет, броење на 1,5 милион евра, кои во куферче или се дават во ташна, во торба на Боки 13 или на италијански Боки Тредичи и сенјора Катица Јанева, Катица Јанева. нели? Така како што се читаше на италијански. Кој може да ги обезбеди тие снимки за да ви ги даде вас? Well, it's very simple. Somebody from the field in Macedonia that trusts me. Somebody that trusts me after 4 years. I was coming in Macedonia
almost I think twice every semester, to see the situation, to report the situation, because I'm reporting the situation in Macedonia since 2015. Господине Гайзер, јас гледам филмови. Сум ги гледал сите филмови на Холивуд. Ама никој не ми дава филмови во работен материјал или во работна верзија за да можам да ги монтирам и да ги гледам. Може вие да следите македонската ситуација колку сакате. Некој вас реши да ви даде ексклузивни снимки. Зошто? Somebody trusted me. Бидејќи се плаше да ги објават во Македонија. Sure. Зошто се плаше? Sure. Бидејќи ќе беа под удар на власта. Sure. Тоа значи дека луѓе од опозицијата, кои се блиски до опозицијата, или луѓе кои се засегнати од специјалното јавно обвинителство, ви ги дават снимките за вие да го рушите специјалното јавно обвинителство. Тоа е логиката. Нема друга логика. I think that you and the public that is watching us knows very much well in Macedonia how is the situation. And the situation is a desperate situation in front of the institutions, in the public institution, in front of the judgmental institution, in front of the governmental institution. I think that is not the division between opposition and position. If we are talking about people, the people, let me finish. The people that are feared from the authority, they would like to be helped. And of course I received the sources and I received the videos from Macedonia, from somebody that would like to show to the world what is going on. Сега бегате од фактите и давате политички конотации. Може и тоа да го правите, но тоа дава политичка конотација на целата афера рекет. Ако не одговориме на прашањето, од каде ви се снимките, све е политизирање на тој случај. Од каде може да бидат снимките? Снимени дома, кај Орце Камчев, според многу анкети, еден од најбогатите, ако не најбогат македонец, снимени со мали камерчиња кои се ставени кај него, значи некој провалил во станот на Орце Камчев, ставил камери, дали се тоа македонски служби кои велат дека се блиски до него, до неговата фамилија или до неговите пријатели, дали се тоа бугарските служби кои велат дека го обезбедувале бидејќи во еден временски период требаше да е почесен конзул на Бугарија во Република Македонија, или некоја друга структура која без знаење на Орце Камчев ги поставила камерите дома. Значи мора да е снимано кај него дома. Ако претходната афера бомби, некој можел да влези во петта управа и да снима, овде не можел да влези дома. Тоа е неовластено влагање и снимање дома кај него, или тој сам снимал па ви ги дал снимките, нема трета варијанта. Sure, I like your style, but I'm not going to not going to jump in your trap. You are mixing two things. You're mixing who did the videos and for what reason. No, just wait. Тоа е клучно. No, just wait. For what reason? I stressed many times that what I was publishing was already at the disposal of the judges, of the Special Prosecutor Office and of the Prosecutor Office of Macedonia. I received the video once that they were already at the disposal of the institutions. Because somebody inside the institutions wanted to help Macedonia, showing that one case, how this case is managed and how this case is, let's say, a clear example of racketeering going on in Macedonia. I do not have a link with Mr. Kamchev. I received the videos from a person from Macedonia. Господин Гайзер, вие не сте дојдени во Македонија и не сте биле во Маđarske во Будимпешта. Нева. Значи не сте ги добиле во Токио бар, значи не сте ги добиле од Никола Груевски и не сте ги добиле од Христијан Мицкоски, Александар Николовски во периодот кога доаѓаат на средба со Орбан во Будимпешта. Значи сте ги добиле од друга адреса. Correct. Дали сте ги добиле од Орце Камчев или од луѓе блиски на Орце Камчев? I cannot tell you from which source I received the video. But once again, you are playing the game. Just a second. It is not the main point, because you are playing the game of all those people in Europe that are trying to describe me as the problem. I'm just a messenger. The problem is Zoran Zaev, the government in the corruption. The problem is not from where are coming the videos, but what the videos are showing. The proofs that you're in a deep problem in Macedonia and you need help from outside to solve all the problems. Then, if Kamchev is somebody that has made a lot of money, that is a good entrepreneur, and that he was racketeering, is a second-range problem for me. I do not care about that. Господин Гайзер, не е така. Видите, ние немаме дилема и не спориме дека треба да биде казнета или треба да биде претворена Катица Јанева, дека треба да биде Боки Тридичи, дека треба да биде Зоки Милевски Кичевец. Значи тоа никој не го спори. Ја ни во разговорот тоа не го спорам.
Тоа е една афера од грандиозни размери, се случила, сменета Јанева, веќе 50-60 дена е во притвор, ќе се води судски спор. Тоа е еден дел на работата. Вториот дел на работата, кој јас ве прашувам вас и кој ви упорно го избегнувате одговорот, дали сте вие новинар на мафијата, кој е гонета тоа специјално јавно обвинителство и кој е всушност со целата оваа афера сака да го сруши тоа јавно обвинителство за да не може да бидат гонети. Така да тие приказни македонскиот народ е незадоволен, е костерниран, па ви дал приказни, ви дала снимки така натаму не. Дали сте вие, конкретно ве прашувам, новинар на мафијата, кој одработува за мафијата и со помош на мафијата сака да сруши одредена институција која е цела меѓународна заедница и имаше прифатено. И тоа во момент кога таа мафија се бори да не биде продолжен мандатот на тоа специјално јавно обвинителство. Ке може ли да ми одговорите без политички флоскули, дали сте новинар на мафијата? I think that the political floskula are you making, not me. Да. Of course we are not a political mafia. Come on, we are a approved independent newspaper working for the different good of the public opinion. Тамо на таа маса бе изброени 1,5 милион евра. Кој нормален човек во кеш, се извинувам, може да изброи 1,5 милион евра? Никој. I know a lot of people. Доли во вашите класифицирани по серијски броеви. Значи некој дава пари, снима и вја праќа снимката. Велите не сум новинар на мафијата. Не ви верувам. Вие сте новинар на сериозна организација која требаше да сруши систем во Република Македонија, бидејќи мафијата се плашите како биде санкционирано тој систем. Дали Зоран Заев треба да замине од политичка сцена? Да. Зошто? За промена на името, но не на ваков начин. И вие направивте едно салто мортале. Никој веќе не говори за името Република Македонија. Сите говорат за оваа афера. И тоа е најголемата штета од се ова што ни се случува. Името го продававме. I can guarantee you that I know at least 100 people that can cash 1.5 million euro on table immediately. The word where somebody I do not know Mr. Kamchev. I do not know Mr. Kamchev. I have no clue about his history. I'm just taking a case. And I'm posing the case in front of the public opinion to show how great corruption you have in your country. And I'm not advocate of Mr. Kamchev. And don't push me in a corner of being in a problem. Ние во изминатите во овие 20 години сме слушнале за 3 случаи кои биле јавно објавени, кај што се дават одредени пари на разни мафијашки структури. Едното беше киднапирањето на Милја Бабовиќ, која генералниот секретар на партизан Жарко Зечевиќ носи на земјонскиот клан 10 милиони марки во торба и му ги дава и тој е ослободен. Ова е сега втор случај. Има еден трет случај кој што не може да се дефинира како мафијашки, кој еден од големите српски бизнисмени Мишковиќ доаѓа со торба пари и ги остави поранешниот премиер Никола Груевски. Видите, не може нормален човек да изброи 1,5 милион евра да ги плати, да не биде санкциониран, да не биде неговата сопруга санкционирана, која плаќа 500.000 според неговиот исказ пред да се случи таа снимка, и тој е честниот. Why you do not present to тој ги има честно заработено тие пари. Why you do not present to your public another point of view? That this everything that was done by Kamchev, by his supporters, the people that prepared the cameras, the money, that was a trap. A trap to show what Katica Janevemboki and the one of the mandate are doing. Why are you now problematizing Kamchev? Ме прашувам од кај ви се снимките, бидејќи се обидам да најдам логика во целиот тој систем. You don't see it. I see it. Знаете, се обидам And I think the public see it. Види, се обидам да најдам логика. Значи, ниту Зоран Заев е толку интелигентен да може да ја сврти приказната со рекет. Зоран Заев беше во изгубена позиција до 7, 8, 9 август. Ги даваше на нестрикни изјави дека не може еден педер да му ја струши владата. По погледот се гледаше дека во изгубена политичка ситуација нешто се случува, успева да исплива. Од друга страна, ниту Христијан Мицковски е политички интелигентен да може да смисли ваква операција. Ваква операција, од ваков формат може да направи или Никола Груевски, или Јордан Камчев, или Сашо Мијалков, или можеби Зоран Верушевски. Тоа се 4 структури во Република Македонија. Нема друга структура политички мокна
разузнавачки мок неинтелигентна да смисли ваква политичка приказна. Со Do you think рекет, that- рекет требаше да ја сруши владата и Do you think специјалната that обвинителна Laris суд. Geiser can be so intelligent to make something like that? Ја ви праша дали сте член на Opus Dei. Ma nisam član Ви реколте дека Opus не сте на Opus Dei. Второто прашање кое го провери дали сте соработник на словеничките служби, ми рекоа дека не сте соработник на словеничките служби. Тоа е добрата вест, лошата вест е вика, види, многу е незгоден и работи за пари. Тоа беше оно што кажа. Јас не верувам ни во едното ни во другото, затоа сакав директно да I го have прашам. really one Да. problem. Да. Unfortunately, everything that I'm doing in my life is because I am a free man and I believe in my principles and I fight for my principles. And unfortunately, for all that, I'm not earning money. I'm just paid poorly by La Verità for every piece. And believe me, it is just my passion and my really love to Macedonia because I'm doing that. И зошто не падна Зоран Заев? Зоран Заев беше зрел ко крушка, почитани гледачи. Требаше да падне во пакет со Катица Јанева. До 7, 8, 9 август се гледаше дека Зоран Заев е изгубена политичка персона. Лебдеше во просторот и времето. Ги даваше оние нестрекни изјави дека не може еден педер да ја сруши неговата влада. И одеднаш се спаси. Зошто се спаси Зоран Заев? Бидејќи настана пресврт на медиумските на политичката сцена. Некој ја смени мантрата на политичко делување, на политичко размислување. Некој од таа страна на Атлантикот. Бидејќи Зоран Заев нема ниту политички, ниту човечки капацитет да ја смени политичката парадигма. И одеднаш прашањето на името, прашањето на рекет падна во трет план. Во прв план дојде прашањето на борба против корупцијата и борба против криминалот. Првите три личности кои се персонификација на борба против корупцијата се Сашо Мелков, Јордан Камчев и Никола Груевски. На четврто место е Вице Заев и Зоран Заев. Некој го напре тој пресврт. Тоа не е ни СДСМ, тоа не е ни Зоран Заев. Тоа се центрите на мок кои го донесо Зоран Заев на власт. Тие процења дека Зоран Заев не треба да падне сега и не треба да падне на ваков начин. Луѓето кои работеа на смена на Зоран Заев доживеа порази во својата политичка кариера. Матео Салвини падна од власт, а Виктор Орбан беше поразен на локалните избори во Будимпешта. Вие сте овде нова фотографија. Yes, of course. Да, екипа. No problem at all. Еве ги тие фотографии кои му ги покажам на господин Гајзер. Нената фотографија снимен со поранешниот председател на Република Македонија господинот Ѓорги Иванов. Тоа може да се види на нашата камера или на нашиот апарат. И втората фотографија на која е снимен господинот Гајзер е господинот Андри Лепавцев, кој беше амбасадор на Република Македонија во Брисел, и господинот Кири Илиевски, кој има неколку амбасадорски функции, беше амбасадор во Шведска и во Финска и подосна беше амбасадор на Република Македонија во мисијата на ОПСЕ во Виена. Тие се фотографии кои се направени, кои се објавени во македонските медиуми, каде господинот Гајзер има блиски релации првенствено со луѓето од непосредното окружување на поранешниот председател господинот Ѓорги Иванов и поранешниот премиер Никола Груевски. Едниот од овие луѓе Is the president of the Macedonia? беше, да, едниот е председателот на Македонија. Sure, of course. Да, I know, I knew him. вториот е амбасадорот кој беше пратен во Брисел, господинот Лепавцев. Yes, sure. Да, тој е ваш личен пријател, претпоставам. I И never исто- hide him. Исто до него поранешен амбасадор господинот Кире. Значи ова се екипата на луѓе кои соработаа со вас. Те се луѓе блиски до Никола Груевски и блиски до Ѓорги Иванов. It's a И one- сте имали ли one- комуникација со Никола Груевски или со Ѓорги Иванов во изминатите 2 години? No, never. So nivни- With so nivни Ivanov, lugje- oh, come on. I can explain everything. Ajde. Is there one way around that you are putting the things? They do not hire me or they do not engage me. I try to come to bring from them informations and help. Of course, I know Andrei Lepavzo. He is a pan-European guy. I'm a pan-European. I'm not discovering nothing new. Of course, I know President знаете дека- Ivanov, and I appreciate my President Ivanov positions very much. This is the reason because we, as a Pan-Europa Slovenia, invited him in Vienna to our international conference. In front of the public, there are registration and videos. I told him what to do and how to do. And I try to help him. But believe me, President Ivanov, or Gruevski, or the Socialist Party, nobody wanted to see me when I was coming down to Macedonia, trying to help Macedonian and the Macedonian people. If you believe me, or you'll believe me not. And once again, I have contacts on the left and on the right. And the last meeting is with your Minister of Foreign Affairs, that I think is representing in this moment a left government. So I'm a specialist, I'm an analyst, I'm a professor of international relations, believing in international relations, believing that the state is the most important subject in the international relations, believing that the people has the right to have a sane and working state.
And this is the reason because I'm working with everybody, just in the good of states as a subject and the people that have something good from them. Дали моделот на Ларис Гајзер можеме да го споредиме со моделот на Сергеј Самсоненко? Според мене да, почитувани гледачи, бидејќи двата имаат иста адреса, имаат исти модел, имаат иста формацијска структура. Двајцата се непознати за македонската јавност. Се вадат од нафталин, се носат во Република Македонија, нейниот му се даваат сите крупни бизниси, му се даваат сите спортски успеси, тој господин Самсоненко, а на Ларис Гајзер му се дава улогата или му се дава ролјата да расчисти со специјалното јавно обвинителство. Мозокот на сите тие операции господинот Мартин Протегер. Тоа само ги потврдува сите тие шпекулации дека Протегер е вратен во ВМРО ДПМН и раководи со медиумскиот модел на функционирање на ВМРО ДПМН. А Ларис Гајзер е дел на таа структура, е дел на тоа сценар. Уште малку и ги поверував. Толку убедливо ми ја кажувате. Исто ко Самсоненко, кој кажуваше дека еден ден се разбудил, дошол во Македонија, ја засакал Македонија и му дадоа да купи све што може во Република Македонија, од ракометни клубови, фудбалски клубови, безмалку пола згради во центарот на Скопје. Така и вие. Доаѓате во Македонија бидејќи го сакате македонскиот народ. Видите, господин Гизер, никој не е наивен. Два пати во рок од 3 години или 4 години снимките или помошта околу снимките доаѓа од Италија. Во првиот случај беа бомбите на Зоран Заев, па дури и министерката за внатрешни работи, поранешната министерка, обвини меѓу редови неколку држави, една од тие држави беше Италија, и премиерот Ренци, ако не се лажам, и сега повторно доаѓа снимките од Италија. Затоа на почетокот да прашав, дали сте пандан, дали сте десна верзија и десна конкуренција на тоа што го прави Сорос. Ако Сорос го правеше тоа со бомбите, тоа вие го правите со рекет. Гледате, ве велите најголема опасност за Македонија е Зоран Заев. Но како резултат на вашата бомба не падна владата на Зоран Заев, падна специјалното јавно обвинителство. Јас ќе да ми чекор понатаму. Мафијата, која е гонета од специјалното јавно обвинителство, лесно се договара со Зоран Заев. Затоа не падна владата на Зоран Заев, а падна специјалното јавно обвинителство кое требаше да ги осуди од 3 до 10 години затворска казна. Вие помогнавте да таа мафија не биде осудена. Тоа е она што вие не сакате да го прифатите. Одработивте за мафијата, велите не за пари, ако не сте одработиле за пари, тоа сте одработиле поред одредена политичка агенда. Тоа е десниот Сорос кој функционира во Европа. If you are a honest journalist, as I believe that you are, I can ask you, are you a honest journalist and free man? Да. That's me too. Believe me, I would like to finish the story the day after. Unfortunately, today it's already October. We are in October 2019, and we are still managing the collapse of the Zoran Zaev imperium. It will be ended. It was not ended at the beginning, it will be ended at the end. But all this timing, all this tempo is done just because we are working with real people, with real life. Еве што вика господин Гајзер. Во финалето или кога е најжестока таа афера Рекет, постои објавувањето на неговите снимки во весникот Лаверихта. Политичката кариера на Заев е готова. Не е готова политичката кариера на Заев, бидејќи тоа не беше суштината на Рекет. Суштината на Рекет не беше да падне владата на Заев или да падне Зоран Заев. Суштината на Рекет беше да падне СЈО, односно да бидат прекинати сите тие постапки операции со кои мафијата требаше да заврши во затвор. Господинот Гајзер беше дел на тој синџир, беше дел на тој ланец, кој успеа да обезбеди да падне специјалното јавно обвинителство. Она несреќна Катица Јанева. Тоа е една судска, правосудна и обвинителска несреќа што и се има случајно на Република Македонија. Македонија беше зрела да биде формирано вистинско јавно или специјално јавно обвинителство, да биде избран вистински човек кој ќе отера мафијата во затвор, но не она несреќа од Катица Јанева. Всушност господинот Гајзер обезбеди или беше дел од синџирот кој всушност го девастираше целиот тој систем, кој на крајот на денот требаше мафијата да ја отера во затвор, да ги пензионира корумпираните политичари. Тоа за жал не се случи во Република Македонија. Се надевам дека некоја идна влада, некоја идна чиста политичка елита ќе формира некое ново специјално јавно обвинителство и ќе успее да добие таа битка со мафијата. Господин Гајзер, не падна владата на Зоран Заев, но падна од власт господинот Салвини. И то паѓа од власт во периодот кога е активирана аферата Рекет. Италијанска рака, италијанска врска се гледа во аферата Рекет. И не само поради објавувањето во лаверите, туку целата таа комбинација која се правеше околу аферата Рекет. Па дури одредена италијанска рака, италијанска врска, италијански финанси се наоѓаат и во некои бойкотирачки движења во рамки на Република Македонија. Значи Италија во континуитет 5 години
Како преку Македонија, италијанските политички партии, италијанските служби, италијанското разузнавачко милје, како да си ги мерат силите. И тоа се користи за внатрешна политичка пресметка тука во Италија. На крајот на криштата и господинот Верушевски, еден дел на својата кариера, имаше разузнавачка кариера во нашата македонска амбасада во Рим. Многу работи се поврзани со Италија и човек треба да биде наивен, да помисли дека тоа е чиста коинциденција. Нема коинциденција во овие големи игри. Well, yes, maybe there are no strange connection, but look, to who Zoran Zaev is going now to ask help? So maybe I'm confirming, of course, your thesis. October 29, in order to have the support, to receive a new date for the negotiation of European Union, in order to have new hopes to win the elections. Is coming to La Verità or is coming to the Premier, President Conte? A Conte that is leading a clearly shaped government with clearly, let's say, left-oriented Вие parties. бегате од основата на аферата и давате политичка обланда. И тоа покажува суштината на целата таа афера. Таа е измислена. Who started to put Zoran Zaev on the power? Таа е измислена да се даде политичка димензија. Видите, треба да биде наивен човек, се извинувам, треба да биде наивен човек да не види дека некој сака да репрезира цела ситуација што почна да се случува пред 5 години. Ке ве потсетам, иако се доаѓале во Република Македонија. Предходница на аферата со бомбите беа председателските избори. Значи аферата за рушење на Никола Груевски почна од 2014 година, кога Зоран Заев не ги признава резултатите на председателските избори. И Христијан Мицкоски и Гордан Селјановска не ги признаваат сега резултатите на председателските избори. Пред председателските избори се јавува одредена афера на снимен разговор помеѓу Ден Дончев и Никола Груевски околу Македонска банка. Сега по председателските избори се јавува снимен разговор кој го снима, се гледа внатре атмосферски снимен со Драги Рашковски кој е генералниот секретар на владата. Па следуваат бомбите 2015 година, сега следува аферата Рекет. Некој сака да го репрезира целото сценарио со кој е рушен Никола Груевски и по истото сценарио, со истите во наводници играчи, со истите методи, со истата методологија да биде рушен Зоран Заев. Вите, господине Гезар, разговарате со човек кој многу знае, кој знае да анализира, кој знае работите и гледа што се случува. Лесно ви е да разговарате со оние од портали, од опозицијски телевизии. Ке им кажете одредена работа, е голта за работа за готово. Со мене треба да се помачите за да може да ја убедите јавноста дека тоа што говорите е точно. Have you ever read my articles from 2015, 2016, 2017? Не, до аферата Рекет не знаев дека постоите. I'm sorry for you. Да, моја грешка е, ќе се обидам. Сега You will see, I reported everything. Подготвувајќи се за ова интервју, ве следам. I reported from Macedonia any detail. I reported from Macedonia the problem with the Gruevski government, with the Gruevski system. I reported from Macedonia the role of Mrs. Mogherini. I reported from Macedonia the great fight between Zaev and Gruevski. Everything was done. I'm not coming as a bomb in August just because... Сега велите во предпоследната анализа во La Verità, предпоследна пред да го снимаме интервјуто, дека Зоран Заев и Никола Груевски се во тивка коалиција. Тоа го пишувате. Избегањето во Будимпешта и дека Катица Јанева била заеднички избор на Зоран Заев и на Никола Груевски. Суштината на анализата која ја правите, нели посветена на Макрон и на тоа што Македонија не доби датум за преговори, суштината на анализата дека Зоран Заев и Никола Груевски се во одредена кохабитација или тајна коалиција. Тоа е она што го пишувате. Тоа сум рекал. Да, одлично. Гледате, можете и на српски и на македонски да зборите. Значи, ова 3 јазици ова интервју го имаме. Значи, прв пат мојата кариера на 3 јазици. Гледате, тоа значи дека или сакате да го скриете изворот кој ви ги дал материјалите, тој е Никола Груевски, или сметате дека треба да му исчистите простор на Христијан Мицкоски и да покажете пред јавноста тоа што го прават дел од новинарите блиски Мицкоски, дека Мицкоски и се извинувам дека Мицкоски и Груевски се скарани. Ама се извинувам. Мицкоски не може да смени слика у палатата Христо Татарчев, а камоли да се конфронтира со Груевски. Тоа не може ни дете од 5 години да ви поверува. Well, you are describing Mr. Gruevski as a very intelligent and smart person. So I think that continuing your reasoning, very likely you will understand that maybe Mr. Gruevski, if Mr. Gruevski is my source, in your opinion,
wouldn't need me. Why should Mr. Gruevski need Laris Geiser? Somebody that was, as you tell me, no known in Macedonia. Come on. Vidite, gospodine Gajzer, Gruevski izgubi sve. Za Gruevski da se vrati nazad, mora se vrati времето пред Пржински договор. Груевски во својата ментална кондиција, во своето ментално размислување, е се уште останат на рамниште на Пржинскиот договор. И тој живее за моментот кога на бел конј ќе се врати во Република Македонија. И дека ќе има друг Пржински договор. А може ви веруваме, поише се знаете со Груевски, сигурно. Имале комуникација. Значи сигурно знаете поише од мене, јас тоа гарантирам. You never met Mr. Gruevski. I never seen him. I never been close to him. Тоа значи ментално сте поврзани. But come on. No, Да, тоа значи дека сте ментално поврзани. Значи делите иста идеологија. For me, Mr. Gruevski is a question mark. Because, yes, I am accusing him to be part of he has the responsibility of the actual situation in Macedonia. And how I can accuse somebody and be connected mentally with him and maybe even support him? I'm not supporting him. Yes, And once again, if he is thinking to come back in order to restore a scenario before the agreement with Greece about the name, well, believe me, that's quite impossible to be done in the near future. Maybe one day, and I really hope for Macedonia that you will rechange your name, because it's your right to be what you want, not what others want. And this is the only reason because I'm fighting for you. The only really reason is because I cannot understand that the international society is pushing somebody that should be sovereign to change the name. If I am a Slovenian, it's because Slovenia decided that Slovenia is the name of Slovenia. If I'm Italian, because Italy decided that Italy is the name of Italy. You have the all damn right to call yourself as you like. После септември ова година, многу малку слушавме за господинот Гајзер. Најави пат на владата на Зоран Заев и тоа не се случи. Не се случи, како што кажав претходно, бидејќи не беше предвидено да падне владата на господинот Зоран Заев. Не беше предвидено, бидејќи требаше да биде уништено специјалното јавно обвинителство. После септември, господинот Гајзер објавува само уште една афера или уште еден текст посветен на Република Македонија. Тој текст е демантиран од јавниот обвинител господинот Јовевски, кој вели дека наводите на лаверите се чиста шпекулација. Тогаш Рускоска не беше раководител на обвинителството за организиран криминал. Тоа е последната афера на господинот Гајзер, која е посветена на Република Македонија. После тоа нема ни точка ни запирка напишана на тема рекет и на тема Република Македонија. Зошто? Бидејќи се заврши својата роља. Неговата роља почна и заврши со укинување на специјалното јавно обвинителство. Ние во овој интервју, а и надвор од овој интервју, се согласуваме во две работи. Прво, дека Зоран Заев треба да падне од власт. И тоа е работа која се посакувам од 2013 година кога доаѓа на чело на СДСМ. И не постои ниту една причина која мене може да ме натера да размислам поинаку. Тоа е едната работа. И втората работа која е клучна, која вие кажавте и која ми е водилка во се ова што го работам. Знаете, не е лесно да дојдете до Трс со кола па да снимате тука, не е лесно ни вие да дојдете нели до Трс од Љубљана, а тоа е дека Македонија на еден мизерен начин го продаде своето име. Тоа што кажавте пред 5 минути. Тоа се две работи кои јас и вие се согласуваме. Околу све друго спориме, но тоа е убавината на разговорот. Останаа две работи кои не сум ме прашал. Бугарските служби. Орце Камчев еден временски период требаше да биде почесен конзул на Република Бугарија во Република Македонија. Кога испаѓа аферата Рекет, има тајна седница на бугарската влада. Бугарската влада е пред паѓање. Кај што на крај бугарската влада преку Красимир Каракачанов се откажува од Орце Камчев кој почесен конзул. Дали бугарската влада го има обезбедувано Јордан Орце Камчев и може би тие снимки преку бугарската влада да стигнале до вас? Sure. And then the Bulgarian secret agency and this Bulgarian government are doing a very bad job. Because if they are passing this information from me, and I am pushing down Zoran Zaev, and Zoran Zaev is making a great job for Bulgaria in the national interest of Bulgaria, well, then they are stupid. Знаете зашто? Орце Камчев до пред една година го фалеше Зоран Заев. Велеше дека најдобар премиер во Република Македонија, дека договорот со Грција и тој би го потпишал, би го договорил на истиот тој начин, и не се договорија бугарите Зоран Заев околу две работи. Продажбата на комерцијална банка и влегување во македонскиот телеком. Подосна Виваком од Бугарија влезе во албанскиот телеком, но не беше продадена комерцијална банка. Ми се чини дека таа пукнатина помеѓу Бојко Борисов
И Зоран Заев е околу тие две прашања, Македонски Телеком и Комерцијална банка. Можно е бугарите на овој начин да сакаат да се осветат на Зоран Заев, а можно е Христијан Мицкоски, откој се откажа од овие хидроцентрали, вела можно е, откој се откажа од овие хидроцентрали да сака да гради во Бугарија. Не знаеме. Why you don't ever, but not only you, let's say the journalist in general, never thought about the possibility that the video has been done by the Macedonian authorities and then given to the Macedonian judgmental institutions, and that they didn't want to take it as a proof. Because you have quite a big struggle inside your institutions. Спомнав таа можност. Кога Јордан Орце Камчев е преведуван во случајот Империја, има докази, не велам дека само он, дека е вртено на повеќе од 200 суди и судики во Република Македонија. Дека е вртено да се лобира за негово ослободување. Која е таа машинерија и која е таа маса? Јавна тајна е. Ајде да речеме шпекулација и конспирација, за да не можеме да бидеме гонети од македонските власти. Но еве, шпекулација е дека голем дел на македонските разузнавачки структури се на платен список. Ајде да не речеме на Јордан Камчев, да речеме на реслови на тоа криминално тајкунско милје во Република Македонија. И јас, и снимањето на улицата, и снимањето внатре, и сите тие снимки кои се објавува, тоа го има професионалец правено. Дали некој го платил тој професионалец? Дали некој го платил тој професионалец или е тоа стано? Имаше таму у монтажата се аматерски работи правени, тоа што вие го правите, боки 3 и така натаму, но снимките се со мали камерчиња кои служат за обезбедување. Цела улица опфатени се квартовите така натаму. I'm not a great expert of this field, but believe me, if you go through all the videos and all the audio records, you will see that the audio records are done very badly. So I think that is... Тоа е атмосферски снимано. No. Значи нема микрофонче под маса како што обично се снима тие разговори. It's done only by one side, it's done badly, it's done with probably not the best possible instruments. So it's open. И втората работа. Некаде до 12 мај оваа година Георги Иванов е председател на Република Македонија. Директорот на Агенцијата за разузнавање е негов кадар. Целата структура на Агенцијата за разузнавање е кадар на Георги Иванов. Ако снимале, можеби, македонски власти, македонски институции, тоа би го додале, може и правила Агенцијата за разузнавање. Или таа групација која ја нарекувам Завиша филм. Таа групација Завиша филм, кој сега има под контрола една политичка партија, тоа не е СДСМ и не е Зоран Заев, и всушност владее со таа партија, со таа политичка групација. Наметната политичка групација на политичка партија нивни кандидат за председателските избори и таа политичка партија во моментот стенка под товарот на таа Завиша филм групација. Тоа се луѓето околу Георги Иванов. Тоа е Агенцијата за разузнавање. Можно ли Агенцијата за разузнавање тоа да го снимала, бидејќи тие снимки се март, април, а тие остануваат на таа позиција и во текот на мај, да ги има снимано и да ми ги има дадено? Believe me, all this part is not of my interest, not of the interest of my readers, and I think it's not in the interest of your Macedonian people. Because all the interest is starting from me from receiving the videos, receiving the notice of a criminal fact, and reporting the notice of a criminal fact that is showing the criminal mafia network system controlling your country. How it was done, why it was done, the video, the records, etc., it's not my problem. Мислам дека праша све што сакам да прашам. Одговоривме и добив одговор на све што сакав да добијам. Остана само уште едно прашање. Дали не се чувствувате искористен? И можеби аферата Рекет Христијан Мицкоски има искористено за пазарење со Зоран Заев. Гледате како одеднаш не се спомнат ни хидроцентралите на Мицкоски, не се спомнал ни партискиот тимот, не се спомнат ни многу афери од ЕЛМ или од други структури кои биле поврзувани со името на лидерот на ВМРО-ДПМН. Дали не се чувствувате искористен дека поради аферата Рекет сте му обезбедили на Христијан Мицкоски да се пазари со Зоран Заев? No, I don't think that the president of MRO make an agreement with Zaev. At least I hope so. I believe, strongly believe, that the affair Reket could be ended quickly, immediately after the first bomb, the first three bombs. Yes, I
a little bit personally angry that I could not end the story immediately, and that the field, let's call the field in Macedonia, did not support me until the end. I know that I have all the information that are necessary. I cannot use them. I'm using, as you see, sometimes putting few informations in the newspaper, but I'm not blaming the political opposition for not following me fully. I believe it could be done in a different way, but I know that they are under strong pressure from the outside. После септември ова година, многу малку слушавме за господинот Гајзер. Најави пат на владата на Зоран Заев и тоа не се случи. Не се случи, како што кажав претходно, бидејќи не беше предвидено да падне владата на господинот Зоран Заев. Не беше предвидено, бидејќи требаше да биде уништено специјалното јавно обвинителство. После септември, господинот Гајзер објавува само уште една афера или уште еден текст посветен на Република Македонија. Тој текст е демантиран од јавниот обвинител господинот Јовевски, кој вели дека наводите на лаверите се чиста шпекулација. Тогаш Рускоска не беше раководител на обвинителството за организиран криминал. Тоа е последната афера на господинот Гајзер, која е посветена на Република Македонија. После тоа нема ни точка ни запирка напишана на тема рекет и на тема Република Македонија. Зошто? Бидејќи се заврши својата ролја. Неговата ролја почна и заврши со укинување на специјалното јавно обвинителство. Ние имаме една изрека: нарани ги кучињата и не ги чепки дугмињата. Кога на човек му дајте одредена работа да прави, му давате инструкции како тоа треба да прави. Кога вие почнавте со аферата рекет, како трнавте со објавување на снимките, јас мислев дека не само македонската влада ќе падне, владата во Албанија, владата во Бугарија, владата во Грција. Одеднаш ве снема. Рековте ќе падне владата на Заев, рековте дека имате материјали и ве снема цел септември, додека преговарат Христијан Мицкоски и Зоран Заев, вас ве нема. Тоа покажува дека како на копче да функционирате. Ве стискат на он и ве стискат на оф. Тоа значи дека сте дел на тој систем, господине Гајзер. Ви дават снимки и ви велат објавувај, стопирај. First of all, сега излеговте пред 2 недели. Пред 2 недели излеговте со друга афера за 750.000 евра на Силјан Мицевски и бевте демантирани. Ги промашивте датите. Бевте демантирани, ги промашивте датите. Вилма Русковска во тој момент не објавуваше таа функција. Видите, демантирани се. Значи, муницијата ви снимува, не ви дадоа бомби. Во тој момент. Да, апсолутно. Let's go back. Everything that was trying to be demented by the judges has been confirmed. Yes, there was a case. Ruskowska, was not the chief procurator, was the vice chief procurator. Just a second. Имате ли снимка дека Заев се јавува и бара одблокирање? Не, ама сега вика. I cannot tell you. Of course. Значи уште не ви ги дале. Па не знаете, не ви ги има доставено. I cannot tell you. Кога ќе ви ги достават, ќе знаете. I cannot tell you. Имате ли снимка? Once again. Дека Заев се јавувал за 750.000 евра. Инаку е неверојатно. Have you seen judges explaining you the case? Why they managed in this way? Did they say that was not true what I was telling about the fact? Anybody told the public that Zaev was not calling? Ве демантираше јавниот обвинител. Nobody demanded me. Ве демантираше јавниот обвинител. Веднаш со изјава за државната агенција. Ве демантираше, не сте ја слушнале. Не ви ја пратиле. Јавете се во Христо Татарчев или во Будимпешта да ви ја пратат. Look, the judge, the prosecutor office wrote also a letter to La Verità, and we published it 2 days ago, with the explanation from the point of view of the procurator, of the public prosecutor, how the facts went through. Well, they are just confirming what we published, nothing else. We published completely what they wanted. We published it, but with the comments. You are confirming what we are reporting. Because nobody said that there was no call, nobody said that was not mismanaged the case, nobody said how damn is possible that a pensionist of 75 years can go to a bank to take over 750,000 euro. This is much more a crazy situation than Kamchev counting 1.5 million. Can you understand that? There is no chance in Europe, in the world, that a person, a pensionist, is going to the bank to take over 750,000 euro without any problem. It's crazy. Ми беше задоволство. Одамна не сум уживал во интервју како со вас. Thank you very much. Многу среќа. Thank you. And to you too. Мислам, направивме одлично интервју. Гледачите ќе уживат. Hvala. Pozdrav glеdače. Да, све најдобро. Ова беше емисијата во Центар.
четврток 22 часот. Ние се гледаме во недела во 22 часот со интервју со господинот Борис Малагурски. До тогаш пријатна вечер Македонија, каде и да си.